Цивил медија. Кои се вашите коментари за тековните, актуелните општествено-политички состојби? Во делот на тековните општествено дневни политички состојби или кажано, ева ако ги земеме локално да ги коментираме како општини се, мислам дека секој еден градоначалник според своите можности, ресурси и капацитети кои што ги има во општината се стреми да направи нешто подобро за градот. Не верувам дека некој не сака да успее или дека буквално би осторирал нешто. Меѓутоа, тука треба една дебела анализа се направи и мислам дека се отпочна со некои анализи и се направи некои средства од 50 на милиона евра да се поразложат самите општини, пошто во нашата држава имаме многу должни општини. За жал, нашата општина за волја на вистината е и наша среќа незадолжена и во добра кондиција, меѓутоа ако стварно ти е задолжена општината и немаш буџет и однапред си потрошен за наредни 4 години, мислам е невозможно кој да дојде да направи нешто што би успеал во таа проблематика. Исто и во централното владење на сите институции, јавни агенции или било што, мислам дека треба добра анализа. Приходи прилично се сливаат во општините и во државата. Еве само можем да потенцираме да кажем пример дека во нашата општина, нема да кажем колку, мислам не е битно колку сме ги зголемили приходите, ќе ги кажем како последни, битно е дека ги намаливме трошковите. Го зголемивме обемот на работа, вративме на ниво на повисоко ниво и на култура, и на хигиена, и на услуги на граѓаните. Не избркавме нито еден од работа, не намаливме нито една дејност, проширивме дејности во општината, бруто трошокот основен на општината од 2 милиона евра го намаливме на 1.600.000 евра. Значи за една година успеавме 400.000 евра да сумираме каде ни се одливаат непотребно средства, да ги намалиме, со тие пари да заштедиме, да функционира општината и на повисоко ниво и да парите остануваат на некој начин за комунални зградби, за било што за инвестиции, така натаму. Така да мислам дека во секоја институција со добро менаџирање и со гледување на работеви, да не се расфрлаат пари непотребно. Кога викам непотребно, значи за нешто скапо, луксус или еве само еден пример банален ќе го кажам. Ние имавме претходно пред да бидеме јас градоначалник на тендер добиено фирма која што ни ги одржуваше и сервисираше уличното осветлување во општина Кавадаци. 3000 светилки има општина Кавадаци. Кога го видовме што е тоа одржување и сервисирање на една сијалица, заедно со средното стручно училиште кое што ги имаме Кирос Панџа Брково Кавадаци, кај што има смер од 2 паралелки за електротехничари и електроавтоматичари, овозможивме да тамо ги сервисираме нашите светилки, си купиме делови и тоа не кошта 5 пати поевтино, него некој да ни ги сервисира. И плюс добиваме пракса на самите ученици кои што едноставно се праксираат со тоа и ги заменуваат деловите на делот на сијалиците. Верувам дека секоја општина во делот на стручните училишта, во делот на основните или во делот на високото образование може да постигне нешто плюс на некој начин за да ги инволвира и општествено тинејџерите, меѓутоа и да се врати тоа сето како бенефит на самата општина. Тоа значи дека еден случај како што е рекет или како што го нарекуваат рекет не може да влијае на животот на една општина во ниедна смислена зборот. И сметате дека општите состојби во Скопје или во главниот град на земјата, сметате дека нема некое влијание на животот во општината и на вашата работа? Гледате, има влијание, целокупната негативна атмосфера и негативните случувања во било која општина или во било кој ниво на државата се рефлектира кон пониските структури и кон другите општини. Дај Боже да сте секогаш позитивни, па позитивно да ги влечиме. Ето што го спомнавте и случајот рекет или било кој случај, никој не може да биде имун на било која ситуација. Еве јас како градоначалник оваа година и пол сум имал можност да се сретнам со секакви луѓе и во било кој поглед на соработката, меѓутоа кај име постојана пракса, каде што кој сака да општествено се видиме и во делот на работењето на општината, за мене раководителот на тој сектор е задолжителна структура и фигура кај што треба да биде присутен и на договарање, и на состанок, или на било која позиција каде што треба да се имплементира било што. Така да, некогаш кога треба да земеме и донација од некој, и пружи донација, ние добро се информираме,
ги знаеме кои се компаниите, носиме одлука на совет, што немаме законска регулатива да ја донесеме одлуката на совет, можеме да биде индивидуална да ја примаме донација како општина, меѓутоа ставаме транспарентно на општина, на совет да се разговара, пошто задните намери не може да ги знаеме на никој какви се и што се. Во делот на институциите кои се инволвират во дали е тоа рекет, дали е тоа мито или корупција или било што, за мене е комплетно недопуслива ситуација и мислам дека секој еден службеник, а поготово на такви структури како што се тие високи служби и високи, како да ги наречеме, луѓе кои што треба да даваат закони и да се борат против корупцијата, мора да се грижат за собствениот интегритет, авторитет и да знаат кога и како и со кои треба да се дружат. Значи, тоа е една основна работа, за да бидеш еден висок политичар или висок обвинител, не може да бидеш на секој начин изложен на нешто кое што може да наштети. Какви се вашите позиции во партијата, во чие име настапивте како кандидат за градоначалник и ја освоивте таа функција? Како стоите во и со ВМРО-ДПМН во моментов? И дали имате некоја порака и односно информација за нашите гледачи? Јас со ВМРО-ДПМН стоам одлично, меѓутоа имам мало недоразбирање со раководството на ВМРО-ДПМН и тоа мало недоразбирање донеси до мали промени. За мене тие се суштински, не суштински мали промени од разрешување на подпредседател. Сепак тој што е председател на ВМРО-ДПМН си го прави тимот околу својот кабинет, тимот на подпредседатели, макар што не оправдувам на некој начин да наречеме султан партија. Јас сакам да функционираме кога се вика партија и кога се вика општество и јавни функции. Значи мораме да сите мненија да ги сумираме и не можеме да, ако некој не ни одговара во разговорот, да го тргнеме на страна. Тоа не е добра работа од било која страна на позиција. Со моето разрешување како подпредседател, јас сум си ВМРО-ДПМН, си стоам позади ВМРО-ДПМН, си функционирам како таков, со општински комитет на ВМРО-ДПМН во општина Кавадац имам прекрасна соработка, сум член на општински комитет како дел од тој општински комитет. На дневна база имаме соработка и можам само едно да потенцирам и да кажем дека ВМРО-ДПМН во Кавадац е сплотено и функционира добро. Тоа го покажавме и на последните избори, тоа го покажавме и во овој момент и тоа ќе го покажеме и во иднина. И мислам дека сме единствена општина и можеби е редок пример каде што во Кавадац јас како градоначалник го немам мнозинство во советот. Мнозинство во советот го има, односно во Кавадац е опозиција на некој начин, го има мнозинство на советот Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа работиме како коалиција и имаме идеална и прекрасна соработка. Така да во Кавадац со промените на претходниот градоначалник и јас како градоначалник, никој немаше никакви последици, ниту реперкусии, ниту еден службеник, ниту една ситуација, напротив, само се ускратија правата на некој доколку мисли дека партиски може да успее во делот на јавните институции. Значи, од раководството на партијата од каде што доаѓате не врши притисок некој посебен врз вас? Не врши притисок. Вие вршите притисок врз раководството да се реформира? Апсолутно не, само можам да дам порака дека ВМРО треба да биде сплотена партија, треба сите квалитетни и добри луѓе да бидат вклучени во раководството на ВМРО-ДПМН, треба да биде прематична партија, треба да биде партија која што размислува за еднината и мислам дека тоа е потекот на ВМРО-ДПМН кој што треба да го направи во ова време и во идно време за да дојде денот да формира еден ден да формира што побрзо централна власт, но со прагматични размислувања и со во делот на компромисни начини во нашата држава. Дали може да ми дадете ваш коментар, ваше гледиште за тоа како централната власт и воопшто како нашата земја може или треба да спроведе една стратегија за интеграција. Знаеме дека владата донесе и стратегија за едно општество за сите. Дали имате некаков став или коментар за тоа како се развива таа работа, која се однесува на односите меѓу заедниците, меѓу етничките заедници, меѓутоа и на сите заедници во целост гледано? Дали имаме добри политики и практики таму или само некакви декларации? Кавадаци, а после би го одговорил и прашањето на централно ниво. Кавадац има 2 цркви и една џамија.
Џамијата постои уште од турско време кога била и така натаму си има верници од муслиманска вероисповед кои што си одат таму на мисии, литургии и така натаки. Ние тоа го почитуваме во максимална можна граница. Во моментот имаме и православни гробишта, имаме и муслимански гробишта, кои ќе ги почитуваме еднакво и инвестираме еднакво. Крајот на годината ќе го одбележиме на муслиманските гробишта ќе градиме капела, затоа што немаат капела и покрај тоа што се само 4 или 5% од целокупното општество. Така да таа интеграција која што треба ни да ја вклучиме да направиме, не значи да кажеме сега чекај 4% нема профитабилност или инвестиција да направиме тоа што треба да направиме. Не, напротив, општество за сите еднакво, за мене е тоа општество кое што треба да не ги делиме луѓето на такви, вакви или било по која дефиниција, напротив, да се овозможи и да му се даде до знање дека сите си исти и еднакви во делот на општеството. Ги почитуваме сите празници, тераме и ифтари, правиме и Великден и апсолутно се, јас сум од православна вероисповед, меѓутоа апсолутно не им пречи. Мојот прв комшија до мене што живее баш е тој кој што раководи со муслиманската вероисповед у Кавадаци и со џамијата, така да во делот на тоа имаме прекрасна соработка. Во делот на централно ниво, за да се постигне таа интеграција и да има општество еднакво за сите, прво основно треба големите политички партии да си ги дневно политичките дози тргнат надвор од национализмот, надвор од верата и да се посветат кон она што значи економија, транспарентност и прагматичност на личност или партија која што треба да го подвижи економскиот и социјалниот стандард на народот и на државата. Сето дека мислиме дека со национализам и со поделба на луѓето ќе постигнеме политички поени, за мене тоа е на кратки стази и на краткорочно гледање. Власта како власт никогаш не може да направи интеграција во општеството комплетно, доколку и другите партии, без разлика дали се у власт или во опозиција, го немаат истото размислување и гледање на еднакво нешто кое што треба заеднички да го овозможат и интегрираат во едно општество еднакво за сите. Така да мислам дека без разлика која партија на власт треба да има една корпоративност во тој дел за интеграција на целокупното општество. Имаме ново Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците. Мислите дека со тоа подобро ќе се решаваат проблемите меѓу заедниците или ова министерство можеби е... Јас, ако бака можам лично да одговорам, тоа министерство би го дал на опозицијата да го води, па за да направи едно комплетно општество и интеграција како што го замислуваат сите. Никогаш не би го дал на власта да го воде, затоа што сепак пак ќе биде власта крива утре и ВМРО да биде и било кој, така да добро е формирањето на такво министерство во едно наше општество, меѓутоа пак ќе повторам, тоа ќе биде под директна капа на власта. Не гледам политизирање на целата ситуација, доколку самиот народ не се екипира, а создавањето на министерство треба да биде само една поддршка во правниот момент на сите заедници. Вие сте успешен бизнисмен, водите и компанија приватна или сте дел од раководството на таа компанија. Дали моравте и во политика да влезете? Зошто влегувавте во политика? Ќе бидам искрен, значи уговарањето, шпекулациите на почеток беа многу големи и високи, дека сум должен, дека према некој должен, дека треба да го сработам ова, сработам оне, така нека. Ево, докажав и покажав дека не е вистината во тоа, него дека е личниот мој ентузијазам за општество и за политика и дека лично јас мислам можам да направам. Би објаснил кратко во еден мои предци, тоа е мојот дедо, татко и чичко покојни се сите. Дедо ми бил зидар. Мајстор кој што си го прехранил семејство, изградил семејство, направил куќа во Кавадаци со неговите 2 раци и 2 нози како зидар. Татко ми доаѓа од државна компанија како механичар, отвара приватен бизнис за автоделови, па на крај дошол до добра идеја, заедно со чичко ми формираа фабрика за производство на минерална вода. На некој начин од нашиот раст како семејство и јас како човек кој што сум го согледал сето тоа, ми дава така да бидам ентузијазам, голем да имам прагматичност, да имам решителност и да покажам дека како што може да направиме од едно семејство кое што било на едно средно просечно ниво, а сега води компанија со 700 вработени, дека можеме и од општеството и од државата да го правиме исто. Тоа ми е мотивацијата, затоа што
но не им човек. Не потекнувам јас од кралско семејство, па да сега кажем, знаете, ние или ова така го правиме. Искреноста, поштеноста и посветувањето на работењето може да придонеси многу. Тоа ми беше целата, го покажав тоа и сакам да го оправдам целокупно, пошто не мислам и немам намера да се вратам во семејството и во фирмата со оцрнет образ, со некој да ме сретне у државата или надвор од државата, па да ми каже негативни зборови, а не да е Боже со прстот да покажува некој да каже дека тој е ваков или таков човек. Напротив, сакам да покажеме дека има луѓе и не дека нема од друга страна кои што стварно мислат за државата, за народот и дека може да направат добро општество и држава. Има такви потенцијални луѓе и луѓе кои се и претходно биле у власт и сегашни луѓе. Нормално малиот процент на негативци не смееме да дозволиме да ни го руши општеството. Така да тоа е мојата перцепција за општество. Имам 3 деца кои што живеат тука и сакам да живеат во нашата држава и внуци и се, и мислам дека мораме да го направиме подобро општество. Со седење дома и само коментирање по кафани и по улици нема подобар напредок. Цивил медија